Професоре, како ќе го измешаме тој шприцер помеѓу словените и античките македонци? Што сме денес ние всушност по идентитетот? Значи не збореме по тие историски, генетски корени, бидејќи тоа Господ не може да определи во овој простор со толку војни, со толку мешање на народите на расите, меѓутоа како ќе определиме идентитетот денес? Шприцер е нешто што може да се разреди и да се амалгамира. Ова е проблемот во нешто друго, што не можете да направите амалгам меѓу античкото наследство и словенското наследство. За мене е важно следново. Сите луѓе денеска тоа го поставуваат. Што сме ние по идентитет? Идентитет не е никогаш чиста работа, тоа го знаат сите. Например, сега имам и пријатели кои ме прашуваат дали сме ние антички македонци или сме словени по идентитет. Јас редовно им одговарам вака. Тоа е како сега мене на 44 години да ме прашате дали сум јас Венко адолесцентот или Венко оној кој што бил роден во гинеколошката клиника. Јас сум и двете, но како фаза, значи вие тоа сваќате како процес. Во определувањето на идентитетот ние одиме до некој степен, најблизок степен, можеме да продолжиме да ги бараме корењата колку сакате наназад во минатото. Но колку што одите понатаму, значи од најблискиот временски идентитет, ако продолжите понатаму, влегувате во зона на мистификација. И тоа е позната работа во историјата. Професоре, има два примера кои ни се многу блиски тука се до нас. Да речеме бугарите. Да. Со туркменско-татарско потекло, меѓутоа доаѓа тука се асимилираат од словенските племиња што се тука и денес нивниот идентитет е доминантно словенски. Бугарите не ни кријат, не се ни страмат, напротив се гордат што се словени. Вториот пример доаѓа да речеме маđароните денесни или унгарите или било како да ги наречеме, ја освојуваат таа панонска низина, тука доминират во тој период словенски племиња и успеваат да ги асимилираат. И денес во Панонија нема словенски племиња, има маđарски или унгарски идентитет. Значи тоа се два примери кои покажуваат дека всушност идентитетот е токму процес во една фаза на зрење, на асимилирање и на мешање на меѓусебните. Асимилацијата ви е клучен термин тука. Тоа е точно. И мене, например, јас денеска не можам да кажам дека јас сум по идентитет антички македонец. Тоа е апсурдно, затоа што јазикот кога го говориме има доминантно словенски корен. Македонскиот јазик и катедрата на која што јас предавам, се вика катедра за македонска книжевност и јужнословенска книжевност. Тоа е јазик кој припаѓа на едно семејство книжевности, тоа се јужните словени. Вие тој факт лингвистички не можете да го занемарите. Значи, идентитетот најпрвен го определуваме по однос на јазикот. Меѓутоа ние денес преме друг еден чекор, да речеме ако Сергиј Бубка со скок со стап, скокаме 20 века и велиме сега овој јазик што го говориме. Мене тоа ми е симпатично. Ама не е проблем професоре дека симпатично, проблемот е што после тоа и виното е симпатично кога го пиеме, и пивото е симпатично кога го пиеме, вака не расположаме, меѓутоа после петата или шестата чашка почна да боли главата. Да, јас ќе бидам сериозен. Па и мамурлокот е после многу Јас ќе бидам сериозен по однос на тоа прашање и ќе го кажам мојот став. Јас по идентитет го предпочитам словенскиот идентитет. За мене идентитетот доаѓа од јазикот. Па дури Мендук Тачи вели, аман луѓе не се срамите, па не е срамота да би словен. Така, добро, мислам ние дојдовме до таму, сами си го баравме. Апсолутно. Сами си го баравме. Видете кога кажа зошто ми е симпатично тоа. Мене ми е симпатично затоа што 19-тиот век е век на барање на корени што подалеку. Сите нации ги бараа своите корени што подалеку. Хрватите само ќе ги земам за пример. Да речеме, нивното романтичарско движење се вика илиризам, затоа што тие веруваат дека се директни потомци на старите илири, тој е 3 век пред наша ера, ако не се лаже. Дори Туџман, не 19 век. Туџман испраќаше екипи во Иран и велеше дека кроатите од нив почнува машната, почнуваат одредени модни тенденции, трендови и така натаму и дека всушност современите хрвати не се словени, туку се наследници на старите ирански цивилизации. Знаете, јас како го толкувам тоа? Тоа може да биде знак на романтизам, и е знак, тоа во 19 век се случува кај народите, сега кај нас се случува, значи во 21 век. Романтизмот е бегање од стварноста. Јас мислам дека ние некако се разочаравме во тоа дека како словени доживеавме страшни порази. И СССР, и Југославија, и сите словенски земји. Знаете што? Словените некако паднаа на колена. На крај сме мали. Да. Милион луѓе сме ко словени. И сега имаме таа потреба да бидеме некој друг. Крупни, големи, мокни. Затоа реков тоа ми е симпатично. Но знаете што? Вие можете да мечтаете дека сте, не знам, Арнолд Шварценегер, ама не сте. Тоа се станува, идентитет се гради.
Постојат одредени истражувања кои може да бидат многу интересни за нас, а според тие истражувања кои се направени во текот на минатата година се покажува дека денес околу 20% од таа шпанска популација има одредени еврејски корени, некаде околу 11% има одредени еврејски корени, меѓутоа тоа не им пречи на денесните шпанци да се смета дека се всушност бастионот на таа католичка религија во Западна Европа и во целиот свет. И тоа е всушност таа разлика помеѓу актуелниот идентитет на одредена нација и тоа што се нарекува културно наследство. Како би го режирале ви ова што денес се случува во Македонија по некоја временска рамка или временска одсечка од 10 години? Ова што се случува тоа е висок степен на режија, независно дали е се слагам или не, затоа што целната група на која што се упатуваат овие пораки и се дава се тоа како една вид наркоза во замена за нерешавање на нивните базични проблеми. Значи се инвестира во надеж. Значи колку е потешка реалната живеачка, толку повеќе се инвестира во надеж. Па знаете како, класично е кога има таков тежок проблем економски, кога стануваат економските ситуации комплицирани и заради нашиве локални услови, и заради светскиве, да се сврти вниманието на нешто што е сон за прекрасното и големо минато, да речеме. Значи, јас не сум против да се испитаат сите наши можни врски. Дали бил Александар Македонски влав, дали не бил, дали бил македонец, дали шо бил и така натаму. Проблемот е што ние правиме пародија од еден таков сериозен процес. Тоа е клучниот проблем. Значи, никој не вели дека Александар Македонски не бил тука, никој не вели дека можеби нема дел од корени. Меѓутоа се прави пародија. На крај крајева шпанците имат 1/3 гени од маврите, односно арапите имат 1/3 гени од евреите, меѓутоа тоа не им пречи на шпанците да се постењот и најголемиот бастион на католичката религија. Значи, идентитетот се гради на сосема поинаков начин, не да се скокна 25 века ко Сергеј Бубка со скок со стап и да рече ова денес не ни чини, не сме согласни како денес живееме, ќе се вратиме 25 века порано. Знаете што е, затоа тие некои појавни видови на таа цела акција делуваат фарсично и незграпно, како вие 35 метри што ги кажавте, затоа што ние немаме практично допир со тоа минато, во суштина. Значи, нашите народни приказки, песни, она што имаме како традиција, не доаѓа до таму. Може ќе се откријат еден ден некои други врски, може ќе се види кај е тој гап, кај е таа дупка од 1000 години меѓу едната и друга цивилизација или повеќе 1000 години меѓу Александар и тоа што било понатаму и да се види кај сме ние од тоа сето. Лично имам многу јасен став и сум го рекол повеќе пати за нешто навистина словенско потекло и колку е битно да го задржиме, да ја задржиме таа цела линија, бидејќи денес се срамота да е човек словен. Еве гледате, Киро Григоров даде една изјава, мисля че пред 10-12 години, таа изјава денес се врти по интернет, кај што Киро Григоров вели ние сме словени. И тоа е денес е предмет на едно такво омаловажување, таква критика, жестока критика. Дури до ниво на предавничка една улога која му се дава на човек што ќе каже дека е словен. Се што нема да биде став на владеачката партија во моментов е предавничко. Значи, ако било што речете нешто дека не се слагате, надвор тоа вие сте предавник одма. А оние што го бранат ставот, они го бранат, голема количина луѓе што го бранат ставот, они го бранат ставот без доволна аргументација, морам да кажам.